Текот на овие сведена, алијансата албанците и БЕСА ќе одлучуваат за нивниот став за вториот круг. Дали имате некоја порака за овие две партии или за гласачите на АДК? Она што би можел да го кажам и се однесува пред се на гласачите. Сметам дека овие избори покажаат дека во Република Македонија годините на демократија и самостојност во најпозитивна смисла си го прават своето, односно дека граѓаните се повеќе едуцирани во однос на своите политички определби и никој веќе гласачите не може да каже дека ги има кај себе и може да му ги даде на некој друг. Тоа е завршено во македонската политика. Тоа не го сватија Заев и Пендаровски, не сватија дека во политиката две круши и две јаболка не се четири било што и дека едноставно не може така се собираат работи. Во однос на оние кои што го поддржаја професорот Река, имаше од сите делови на државата, јас би сакал да им честитам на изборот. Лично сметам дека професорот Река имаше солидна кампања во која што добро се представи. Најголем дел од нив знам дека се гладни за правда, затоа што и тој зборуваше за правда, како што зборуваше и професорката Силјановска, а сите знам дека сакаат оваа влада да падне, затоа што гласаја за кандидат кој што беше предложен од опозицијата. И затоа сметам дека професорката Силјановска е соодветно решение за гласање во вториот круг и ги повикувам да ја разгледаат нејзината програма, да ја прочитаат и да видат дека заедничката желба за правда ја има кај сите оние кои што гласаја и за неа и за Река, а мотивот да падне оваа власт е навистина голем, затоа што промени се потребни во Македонија, вклучително и за ова што го зборував досега, а тоа е почеток на преговори со Европската Унија, кои што за жал 2 години со ред не се случува. Тука професорот Река е апсолутно експерт и има со што да се пофали, имајќи предвид дека беше македонски амбасадор во Брисел кога Македонија првпат добие препорака за почеток на преговори, нешто што за жал денес не се случува. Благодарам. Да. Дали постои можност за дополнителна мобилизација на неопределените гласачи или на оние кои што се одушарени и од едната и другата партија за да излезат, да бидат успешни изборите на некој начин да се исполнат цензус? Можам да ви кажам дека помеѓу двата круга во овие денови на кампања ние сме на секаде низ државата, гледате и од нашите активности. Има една силна мобилизација на гласачкото тело. Можам да ви кажам дека има една ерупција од емоции кои што се главно насочени кон опозицијата и кон Гордана Силјановска-Давкова. И сметам дека во вториот круг ќе порасне излезноста и сметам дека тоа ќе е фактор кој што ќе ја донесе победата на Гордана Силјановска-Давкова. Како што и сметам дека ќе се намали бројот на неважечки ливчиња во овој втор круг, затоа што, да бидеме реални, луѓето беа под притисок, особено во помалите средини. Не секаде избирачките места се по 1000 избирачи, колку што е максимум во Државната изборна комисија, па да не се знае кој за кого гласал. Има избирачки места и со 20, и со 30, и со 50 избирачи. Од прилика се знаат луѓето кој за која политичка определба е и беа притискани да гласаат за Стево Пендаровски. Не сакајќи да го направат тоа, дел решија да останат дома, а другиот дел решија да излезат и да ги поништат ливчињата. Сега, кога гледаат дека Гордана Силјановска-Давкова победува и дека оваа власт паѓа, и практично уцените и заканите на власта насочени кон нив веќе не допираат, затоа што нема ни начин власта да ги реализира, очекуваме да поддршката за Силјановска драстично порасне помеѓу двата круга. Јас дадов едно предвидување вчера, ќе го повторам денес, очекувам победа на Силјановска со 30.000 гласа разлика.